Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Се намалува бројот на заразени и починати од COVID-19 во земјава. Минатата недела најголем пораст на заразени кај тинејџерската возрастна група. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово дадоа осврт на сработеното од изминатите 100 дена од работата на локалната власт. Формирање помошни тела на ДИК за спроведување избори во општина Маврово Ростуш е едногласно донесена на седницата на ДИК. Се намалува бројот на заразени и починати од COVID-19 во земјава. Минатата недела најголем пораст на заразени кај тинејџерската возрастна група. Неделниот извештај на Институтот за јавно здравје за период од 7 до 13 февруари покажува дека се тестирани вкупно 26.360 материјали во лабораториите во кои се спроведува молекуларно тестирање и антигенско тестирање за присуство на SARS-CoV-2, со намалување од 21,1% во однос на минатата недела. Регистрирани се 8.638 нови позитивни случаи од 35 града во државата, со намалување од 13,4% во однос на минатата недела. Процентот на позитивност се движи од 27,2 до 37,4, просечно 32,2%. Најголем дел од регистрираните случаи се од Скопје. Институтот за јавно здравје заклучно до 13 февруари годинава регистрирал 26 пациенти кои 3 пати се заразиле со COVID-19 од почетокот на пандемијата. Според податоците на ИАЗ регистрирани се вкупно 9078 реинфекции со COVID-19. Во текот на минатата недела вкупно се пријавени 1236 реинфекции, од кои 6 се втори реинфекции, со намалување за 7,8% во однос на претходната недела. Од реинфекциите 16 завршиле со смртен исход. Регистрирани се заболени лица од сите возрастни групи. Најзастапени се возрастните групи на лицата на возраст над 60 години и од 40 до 49 години. Најмал број е регистриран кај возрастната група од 0 до 9 години. Во однос на претходната недела се бележи намалување на бројот на заболени кај возрастните групи над 20 години, со најзабележително намалување од 31,5% во возрастната група од 20 до 29 години. Во однос на претходната недела се забележува зголемување кај возрастните групи од 0 до 9 и од 10 до 19 години за 39,5% и 47,6% соодветно. Пријавени се 124 смртни случаи во 23 градови во текот на изминатата недела, за 32,6% помалку во однос на минатата недела. Најголем дел од нив се од Скопје. Во однос на возрастната група најголем број од починатите припаѓаат на возрастната група над 60 години, а регистрирани се починати лица и кај возрастната група од 50 до 59 години, односно 3 лица. Комисијата за заразни болести денеска одржа пресконференција. Најпрво ја анализиравме епидемиолошката состојба во државата во изминатава недела и според индикаторите како број на позитивни новооткриени случаи, како процент на позитивни тестови од сите направени, како број на вкупни случаи активни во државата, се забележува намалување, што значи и подобрување на епидемиолошката состојба, но тоа не ни дава за право да кажеме дека е добра епидемиолошката состојба, а за тоа особено не подсетува возрастна група од 6 до 14 години, каде што забележуваме зголемување на бројот на нови случаи, и тоа се школските деца кои ја терат наставата во најголем дел со физичко присуство. Значи тука во моментот се уште нема простор за загриженост, се разбира, се следи состојбата и ние апелираме како комисија да се следат, дословно да се следат протоколите актуелни за одржување на настава со физичко присуство, и исто така апелираме и до учениците и до родителите малку да бидат да го прифаќаат тестирањето, да бидат пореспонсивни кон тестирањето и во
таа цел, со таа намера, отвараме неколку дополнителни пунктови за тестирање. Например, во Скопје, од денес веќе се пунктовите во Ѓорче Петров, Идадија и Битпазар активни за закажување на термини и во овие пунктови може да се закажуваат тестирањата за ковид преку матичен лекар. Дополнително планираме отварање на пунктови и во оние пунктови кои беа активни наназад во пандемијата и низ државата, тоа се пунктови на центрите за јавно здравје, со цел оној период кој го уочивме како предолг за закажување на тестирање да го скратиме. Дискутиравме, ја анализиравме малку смртноста од ковид во државата и сите анализи јасно упатуваат кон фактот дека најголем дел од починатите од ковид се невакцинирани или нецелосно вакцинирани или вакцинирани со 2 дози пред повеќе од 6 месеци. И од тука логично повторно произлегува силен апел за сите граѓани да се вакцинираат и да примат 3-та доза, бидејќи вакцинирани со 3-та доза без коморбидитети практично нема во починатите, а и во хоспитализирани се многу малку. Од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Тетово дадоа осврт на сработеното од изминатите 100 дена од работата на локалната власт. 100 дена одговорна и посветена работа во интерес на тетовчани. Тетово се менува. Заедно со вас ставивме крај на лошото менаџирање, нетранспарентноста, неодговорноста и криминалното работење на општината предводена од ДУИ и СДСМ. Во првите 100 дена се работеше на откривање на сите незаконски договори со финансиски последици по буџетот на општината, комуналните предпријатија, училиштата и градинките и како што веќе сте информирани, само во 2021 година има подпишано 811 договори на дело со лица од кои повеќето неоделена работа или извршувале партиски работи, а земале пари од општината. Отпочната е постапката за суспензија на ДУП-от кај некогашниот ШИК Јелак во Тетово, донесен од претходниот совет, предводен од ДУИ СДСМ, на начин кој мириса на корупција, со кој се сакаше да се бетонира Тетово со 27 седумкатници и 4 големи трговски единици, од кои една огромна, каде би се населиле 8000 граѓани. Стабилизирана е состојбата на јавното предпријатие Градски паркинг и исплатени се 2 заостанати плати, а се изготви план за изградба на паркинзи за 2022 година, каде се планирани и катни гаражи. Стабилизирана е состојбата на јавното комунално предпријатие Тетово и исплатени се 2 заостанати плати и редовно се плаќаат придонеси за здравствено осигурување, кои во 2020 година не се плаќале, а вработените во јавното комунално предпријатие приватно се лекувале. Почист град. Редовно се раскрева и транспортира сметот од тетовските улици. Се заменуваат старите контейнери со нови и се прават планови за поставување на полуподземни контейнери со кои ќе се реши проблемот со создавање на мини депонии. Предлог одлуката за утврдување потреба од формирање помошни тела на ДИК за спроведување избори за градоначалник на општина Маврово Ростуши и за градоначалник на општина Центар Жупа денеска беше едногласно донесена на 45-тата седница на Државната изборна комисија. Бидејќи сме во изборен процес за избор на градоначалници на општините Маврово Ростуши и Центар Жупа, кои се распишаа од страна на претседателот на собрание на 4 февруари оваа година. Изборите се закажани за 17 април, прв круг. Значи, ние како Државна изборна комисија пристапивме кон изработка на сите неопходни акти и други припремни действија како за сите избори согласно изборниот законник. Веќе се почнати одредени процедури. Во неделата почна и собирањето за подписи за кандидирање на кандидати. На 19 во петок почнува јавниот увид во избирачки список и сите действија според роковникот кој е објавен на веб страната на ДИК, кој е достапен до сите заинтересирани учесници, кандидати, партии и медиуми.
Оваа одлука за утврдување на потреба од формирање помошни тела се носи на секои избори и произлегува од потребата за одредени действија и помош на и покривање на работата на одредени сектори и сегменти од изборниот процес на ДИК, бидејќи немаме доволно вработени или немаме доволно стручни лица, а конкретно ова ќе се однесува најмногу за ракување со изборниот материјал, доверливиот и недоверливиот, за ракување со транспорт, чување со фингерпринтот и податоците во него, како и за други сектори овдека во централата на ДИК за помош на вработените во одредени делови или сегменти од изборниот процес за поефикасно извршување на одредени изборни действија. За поединечните имиња, значи ова е само одлука за утврдување на потреба од формирање помошни тела, каде што го лимитираме бројот, а за конкретните лица кои ќе бидат ангажирани, председателот носи посебна одлука која ќе содржи и конкретно решение со образложение за нивните надлежности, работни задачи и одговорности на секој ангажирано помошно лице како помошно тело по однос на оваа одлука. Агресивно однесување кон полициски службеници. Приведена 39 годишна жена од Тетово која оштетила предмети во службена просторија во образовна институција во Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера во 18 часот и 50 минути на улица Маршал Тито во Тетово во СВР Тетово бил приведен 60 годишен тетовец затоа што агресивно се однесувал кон полициски службеници кои вршеле службени действија. По целосно документирање на случајот на него ќе му биде изготвен соодветен поднесок. Вчера околу 16 часот и 30 минути полициски службеници лишиле од слобода 34 годишен тетовец. За него била издадена судска наредба со која се барал за издржување на затворска казна. По приведувањето тој бил спроведен во казнено-поправната установа Затвор Тетово за издржување на казната. Вчера околу 13 часот и 15 минути полициски службеници лишиле од слобода 39 годишна жителка на Тетово, која претходно оштетила повеќе предмети во службена просторија на образовна институција во Тетово. Се расчистува и документира случајот и против пријавената ќе следува соодветен поднесок. Малолетникот Тетовско Доброште во присуство на неговиот 54 годишен татко вчера во 21 часот во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот и 15 минути на училишно спортско игралиште бил физички нападнат од тројца други малолетници. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. 53 годишник пак од Гостиварско Трново вчера во 11 часот и 50 минути во СВР Тетово пријавил дека пред неговата семејна куќа бил каснат од куче скитник. Секторот за внатрешни работи Тетово изврши акцијска контрола на возачите кои не им даваат предност на пешаците на поширокото полошко подрачје. Вчера од 17 до 21 часот на поширокото полошко подрачје спроведена е засилена контрола на возачите кои не им даваат предност, односно првенство на пешаците. Во контролата биле откриени и соодветно санкционирани 13 возачи од Тетово, кои не ги пропуштиле пешаците на обележани пешачки премини и на кои им се изготвени законски предвидените поднесоци. Во контролата исто така санкционирани се и 14 други видови сообраќајни прекршоци, 13 во Тетово и 1 во Гостивар. Со зголемен интензитет вчера на Тетовското подрачје продолжиле и континуираните активности за поголем ред и безбедност со паркирањето, посебно во централното подрачје на Тетово, чиј носител е полициската станица за безбедност на патниот сообраќај Тетово. Во овие активности вкупно откриени и санкционирани биле 12 непрописно, односно погрешно паркирани возила, од кои 10 биле подигнати од Тетовската ПАЕК служба, затоа што го попречувале нормалното и безбедно движење на другите учесници на сообраќајот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!